Мојата прва творба. Еј, ене една буква. Еј, енеа Дз. Буквата Дз, гледај тука била. Местото преди Дз си го зафатила. Ајде ти, детенца, оди Дз поздравија, гласно изговорија, па ако умееш и во стих претворија. Во стих, во стих. Ајде, добро, ако, ама како? Навистина, како? Детенце мало. Ако не знаеш како, тогаш сите заедно, ајде се потрудиме, но Дз има зборови на чија убавина сите ќе се чудиме. Во многу зборови на буквата Дз, верувајте ми вие, рима се крие. Ајде сега заедно да бараме рима, да бараме зборови во кои ја има. Дз, ѕвон. Сон, авион. Дз, ѕвонче. Авионче, бомбонче. Дз, ѕид. Давид, Леонид. Дз, ѕидче. Ритче, китче. Дз, ѕвечи, ечи, течи. Дз, ѕвечалка, нишалка, стапалка. Дз, ѕвечалче, лижалче, бројалче. Пишување на првата творба. Мал совет, детенце мало. Прочитај и самото напиши, но и од другарче ти ѕирни и препиши. И сите заедно потоа ќе видиме, кога заеднички се учи, што ли тогаш, што ли ќе се случи. И ете, сега ете, ова е творба на едно дете, што самото ја напиша на час, а за насловот му помогнав јас. Моето другарче што се вика Ѕвонко, со левата рака на ѕвончето ѕвони, а во десната јас ѕирнав, тој држи бомбони. Автор едно дете.